Добар ден, почитувани. Ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Се повеќе млади парови се соочуваат со проблем со плодноста. Стерилитет може да се јави и кај мажите и кај жените. Утврдувањето на неплодноста се утврдува поедноставно кај мажот со примена на тестот, така наречен спермограм, со кој што се проценува количеството на здрава сперма која што е неопходна за оплодување. Што се влијае на бројот на сперматозоидите во ејакулатот? Дали е важна нивната подвижност, нивниот изглед, односно морфологијата? Кому се советува да замрзне примерок од сперма, на каков начин се толкува сперматограмот? За сето ова поточно за плодноста, односно неплодноста кај мажите. Денеска зборуваме со доктор Даниел Петровски, уролог-хирург, и Марија Ѓорѓиевска, ембриолог во Аџибадем Систина. Ќе погледнеме блок реклами, а веднаш потоа стартува разговорот во студиото. За неплодноста кај мажите, поточно за тоа како се толкува спермограмот, денеска зборуваме со доктор Даниел Петровски, уролог-хирург, и Марија Ѓорѓиевска, ембриолог во Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Фала за поканата. Благодариме за поканата. Денеска имаме една интересна тема која што ние барем во Телма амбуланта досега не сме обработиле. Докторе, со вас ќе започнам. Каде точно се создаваат сперматозоидите и како всушност изгледа здрава семена течност, здрав ејакулат, односно здрава сперма? Па сперматозоидите, значи, карактеристично е дека ејакулатот фактички се состои од сперматозоиди и од семена течност. Така што двете заедно така излегува како ејакулат. Инаку самата сперма, тоа сперматозоидите се формираат во тестисите, кај мажот нормално, и има проводни каналчиња, значи во самиот тестис, во епидидимот, кој што се зголемува и се формира еден ејакулаторен канал, односно дуктус деференс, од едниот тестис, од другиот тестис исто така, и тие два заедно, значи, се влеваат во уретрата, значи во пенилната уретра. Преку која што меѓу другото и се уринира. Преку која што и се уринира, да, и од тука така излегува како ејакулат. Инаку во самата сперма има и семена течност која што потекнува од простатата, заради тоа што таа представува жлезда со секрет кој што влегува во спермата. А дел од спермата, односно од семената течност, се собира во семиналните везикули. Тие се две, кои што се наоѓаат веднаш до простатата, значи, и тие имаат своји каналчиња, и тие, значи, дел од спермата излегува од семените везикули, дел од простатата, и на тој начин сето тоа заедно како еден ејакулат преку машката уретра. Излегува. Излегува, да. Сега, доколку некој има проблем со простатата, тоа значи дека нема да има проблем всушност со плодноста? Не, нема директно влијание. Сега чести воспалителни болести, например на простатата, кои што сепак се поретки за оваа младава популација, нормално која што е засегната со проблемот за неплодноста, значи не може да влијае толку многу на квалитетот на спермата. Некој одреден степен, да, доколку се тоа чести простатити и слично. Меѓутоа, како и да е, некое комплетно, значи, оштетување на спермата да доведе до неплодност, не може да донесат воспалителните болести на простатата, кога збориме, затоа што самите сперматозоиди нормално се создаваат во тестисите. Дел од таа течност се спојува со нив и така излегува ејакулатот, меѓутоа директно штетно влијание, значи, не може да има комплетно да дојде до уништување на сперматозоидите во ејакулатот. Доколку некој маж се соочи со неплодност, тогаш се предлага кај него да се направи еден тест наречен спермограм. Што проценувате со овој тест? Спермограмот е прва и најчеста анализа со која што се одредува плодноста кај мажите преку проверка на квалитетот на семената течност. Со спермограмот се одредуваат макроскопски и микроскопски елементи. Најчесто се анализираат трите главни параметри, а тоа е бројот или концентрацијата, подвижноста и морфологијата на сперматозоидите, кои се репродуктивните клетки во семената течност.
Значи се анализираат повеќе параметри, зошто е важна подвижноста на сперматозоидите? Подвижноста, како што кажав, е еден од главните параметри кои што се анализираат. Подвижноста укажува на тоа како и колку добро се движат сперматозоидите. Постојат критериуми за оцена на подвижноста на сперматозоидите, поделени се во 4 категории. Значи, ние правиме проценка во однос на тоа дали сперматозоидите се брзо прогресивни и се движат праволиниски, дали се бавно прогресивни и не се движат во права насока. Постојат непрогресивни сперматозоиди или сперматозоиди кои што се во место подвижни и неподвижни сперматозоиди кои што воопшто не се движат. Подвижноста е многу битна, бидејќи има клучна улога во репродуктивното здравје на мажите, бидејќи многу е битно сперматозоидите да имаат да се движат брзо, прогресивно и праволиниски, за да стигнат до јајцеклетката и за да ја оплодат. Доколку имаме намалена подвижност кај сперматозоидите, тогаш се диагностицира астенозооспермија, односно во тој случај може да постои проблем при зачнување и забременување по природен пат. Важен е нивниот изглед, споменавте? Точно така, тоа е морфологијата на сперматозоидите, концентрацијата на сперматозоидите за... Концентрацијата колкава треба да биде? Концентрацијата, според Светската здравствена организација, постојат критериуми за оцена на квалитетот на ејакулатот. Со секоја наредна едиција на Светската здравствена организација критериумите опаѓаат, што не е чудно, бидејќи во текот на годините квалитетот на ејакулатот генерално во светската популација опаѓа поради влијанието на многу надворешни фактори кои влијаат и се причина за тоа. Моментално концентрацијата на сперматозоидите треба да изнесува над 15 милиони во милилитар. Тоа е некоја оптимална граница за да се процени дали всушност мажот има проблем со плодност или неплодност заедно со останатите фактори. Сега за да направите вие една анализа, еден спермограм, треба да се земе примерок од семената течност. Така е, да. Како правилно се зема? Најчесто примерокот се остава во андролошка лабораторија. Пациентот треба да има абстиненција 3 до 5 дена. Од ејакулација, така? Да, 3 до 5 дена да абстинира и ејакулатот го собира во стерилен сад, го колектира, го собира во стерилен сад, доколку по договор примерокот пациентот сака да го донесе од дома, треба во рок од 30 до 60 минути веднаш по ејакулацијата да го достави, да го заштити од температурните разлики, бидејќи семената течност е доста осетлива на температурните разлики. Исто така многу битно е да го собере целиот ејакулат од почетокот до крајот на ејакулацијата, бидејќи концентрацијата на сперматозоидите не е иста на почетокот и на крајот. Кога е најголема? За да имаме на почетокот, за да имаме реален и вистинит резултат, најдобро е да се остави во просториите наменети за таа намена во андролошката лабораторија. Значи во болнички услови да се земе? Најдобро е да се остави во андролошка лабораторија. Може за да не биде изложен или на температурни влијани, како што споменавте, бидејќи тие влијаат. Да. Може да се користи при тоа кондом? Не е пожелно, бидејќи содржат спермицидни средства, супстанции кои што негативно влијаат на сперматозоидите, а со тоа и на самиот резултат. Нема да имаме вистинит приказ на резултатот. Значи треба што поскоро да се даде примерокот и за колку време обично се добива резултатот? Добениот примерок се анализира 15 до 30 минути по оставањето и резултатот пациентите го добиваат истиот ден. Што значи добар резултат? Добар резултат, добар наод или нормозооспермија значи кога макроскопските и микроскопските параметри се оптимални или се во граница на нормалните референтни вредности според Светската здравствена организација, како што кажавме. Концентрацијата да биде над 15 милиони во милилитар, подвижноста на сперматозоидите да е брза, прогресивна во права насока, праволиниски, 50% од сперматозоидите да бидат морфолошки со нормална форма, волуменот на ејакулатот треба да биде поголем од 2 милилитри, pH вредноста да не биде над 8, бидејќи тогаш укажува на инфекции и така натаму. И сите други останати параметри да не отстапуваат од нормалните референтни вредности. Доколку некој добие негативен резултат, ведно се поставува диагноза врз основа на еден спермограм? Не.
Многу е битно дека клиничката диагноза не се поставува врз основа на еден спермограм, бидејќи спермограмот е варијабилна анализа, односно може да постојат варијации. Битна е состојбата на пациентот при оставањето на материјалот. Исто така многу битно е да се знае дека на секои 3 месеци се создава нова количина на ејакулат и нормално е дека еден ист пациент постојат варијации и да имаме, сепак тие варијации треба да бидат во некои умерени граници. Затоа, доколку отстапуваат вредностите на параметрите, имаме пониски вредности, треба да се направат уште 1 до 2 спермограми во рок од неколку дена, неколку недели и доколку и по третиот пат се укаже на исти вредности ниски како и првичниот резултат, тогаш пациентите ги упатуваме на дополнителни испитувања, хормонски, микробиолошки, генетски, се со цел да се утврди односно потеклото на состојбата, да се даде соодветна терапија доколку е потребно или да се направи хируршки третман. Докторе, често праќате пациенти да направат спермограм, доколку се пожела дека имат некаков проблем? Да, овие пациенти првично доаѓаат на оддел за инвитро фертилизација и поголем број процент повеќе пациенти всушност пристигнуваат од таму заради тоа што заедно со брачниот партнер тие таму ги прават исследувањата, кај женскиот партнер и обично од таму пристигнуваат грото пациенти каде што знаеме дека отприлика чим е пратен кај нас веќе имаат проблем во однос на стерилноста и од тука започнуваат. Поретко се пациенти кои што директно кај нас доаѓаат, поединци како поединец, машко, обично доаѓаат парови кои што немаат деца подлог временски период, затоа што се смета дека еден брак во нормални услови со нормални сексуални односи така натаму, ако нема деца во тек на 12 месеци, дека тој брак веќе се смета како почетен стерилен брак и на тој начин веќе започнуваат испитувањата после овој период. Така да има доста пациенти, доста. Па не е мал број. Не е мал број, да. Се повеќе парови имаат некаков проблем со стерилитет. И порано додека се мислело дека поголем процент е кај жената проблемот, кај овие стерилни бракови, во последно време овој процент се зголемува некаде до 40%, дека некаде и мажот е причина за што воопшто не е мал процент. Што не е мал процент, да. Доколку во ејакулатот има многу малку сперматозоиди или пак комплетно отсуство, може ли да се работи за некаква генетска позадина кај мажот? Па добро, може да се работи. Сега карактеристично е дека тие вродени аномалии кои што ги има генетски всушност, тука спаѓаат 2-3 работи. Тука спаѓа Клинефелтеров синдром, така наречен, XXY, тоа е хромозомот, кај тој маж, кај тој поединец. Тоа се испитува во крвта, неколку дена трае ова испитување додека се добие тој резултат. Исто така, има X хромозоми кај тие мажи? Има X хромозом, нормално има еден X, еден Y кај мажот, кај овие има 2 X, еден Y, што некад надворешно и не се приметува, например, поединецот дека е тоа е нормално, неговиот генотип е таков. И кога ќе излезе дека е таков наодот, тоа е веќе вродено, нормално, тоа е генетско пореметување. Исто така има уште една состојба на Y хромозом делеција, микроделеција и тоа исто така е вродена промена во генот кај тој поединец. И исто така доаѓа пациенти кои што во последно време е помал број, кај што се работи за крипторхизам, за неспуштени тестиси и тоа исто така вродена малформација. Која што треба да се реши во најмладата. Да се задржиме малку на неспуштените тестиси, споменав уште во најмала возраст треба да се реши тој проблем. Како изгледа неспуштениот тестис во детска возраст? Се препознава? Обично тоа треба да го открие или мајката, нормално кај машкото дете, при неговото бање и така натаму, тестисот да не се пипа доле во скротумот, или педиатрите кај што одат редовно на контроли, треба да го откријат овој проблем и најдобро е, тоа е едино обично хируршки се решава, и тоа некаде во првата година, односно втората година. Се она што е покасно втората година, веќе ефектот од самата операција е многу помал. Зошто е проблем? Затоа што тестисот се наоѓа некаде погоре, не во скротумот, на различни нивоа, може во ингвиналниот канал,
Сега посебна е состојба ако тоа е интраабдоминално, значи во стомачната шуплина, што е малце покомплицирано да се спушти доле. И карактеристично е дека се претпоставува дека телесната температура, немањето на простор нормално да се развие тестисот, се фактори кои што допринесуваат да тој тестис не функционира нормално. Значи 37 целзиусови степени е превисока температура за тестисот? Да, па тоа е превисока и заради тоа тој во скроталното кесе кај што се претпоставува дека е нешто помала температурата, значи кај што има слободен простор тој да се разви така натаму и се развива како нормален тестис. Така што и сите оперативни процедури кои што покасно се прават, значи имаат помал ефект. Значи носат ризик за неплодност? Носат ризик, да, сега ризикот е поголем ако е тоа од двете страни, значи билатерално ако е крипторхизам е поголем ризикот, ако е од една страна е помал, затоа што и со едниот тести, значи ако не е нормален, нормално ќе има сперматогенези, нормални сперматозоиди. Така да тоа е еден тестис би можел да има нормален репродуктивен може да има, капацитет? Да, ако си е тој нормален, исто си произведува сперматозоиди, така да може да има. Тоа е тоа во однос, значи, на овие вродени малформации. Во однос, докторе, но ние тестиси што се мигрирачки, некогаш се креван, но потоа се спушта. Да, некогаш се креват, и може се јави проблем кај тој тестис? Како детето, значи, старе понатаму, како до предпубертет некаде, обично тие си се спуштаат доле во скроталното кесе или се некаде во скротумот во горната третина, што сепак не влијае многу, значи, за влошување во однос на сперматогенезата. И треба подолго време, тоа мајката уште кога е мало дете, да примети дали во слободна состојба тестисот подолго време е доле во скротумот или е горе, не се гледа. Значи, ако е подолго време доле, не мора да се оперира детето, ако е подолго време горе и поретко го гледа во нормална позиција, во тој случај тие подвижни тестиси треба да се фиксираат, односно да се мобилизираат, да се спуштат доле во скротумот. А што е со тесната облека што ја носат мажите, тесни фармерки, тесен долен веш, да. Може ли тоа да влијае на производството на сперматозоидите? Па сега тоа точно правени се исследувања, нели испитувања така натаму. Тука спајат и овие спортисти, велосипедисти, што си така натаму, кои што носат потесни. Седечка професија цело време се седечка професија, да. Сето тоа е исто така и овие што трчат, што имаат понапорни спортови као маратонот, што е на пример. Исто така тука као еден фактор е температурата фактички кај нив, значи тоа е тоа кај тесни долен веш, значи долго време спорт, значи овие маратони што се или на пример подолго време стоење во сауна на пример кај што е зголемена температурата, се претпоставува дека механизмот е температурата која што би влијаела. Меѓутоа, сепак се повеќе фактори влијаат во сето и не може да се каже дека баш тоа е причина сега за стерилитет кај во тој брак. А што е со стресот, да речеме, нарушениот дневно-ноќен ритам? Влија ли тоа? Така, многу надворешни фактори влијаат и се причина, како што е брзото темпо на живот, стресот, различни полутанти од воздухот, од водата, исхраната, како што кажавме, многу професии може да се причина, нели, за мал број на сперматозоиди или отсуство на сперматозоидите. Кога во ејакулатот нема сперматозоиди, тогаш резултатот укажува на неплодност и потребно е да се направат барем уште 2 спермограми за да се утврди азооспермија. Откако ќе утврдиме диагнозата, тогаш пациентите ги препраќаме на уролог, каде што тие понатаму прават хормонски анализи, уролошки преглед и доколку е потребно се закажува тестикуларна пункција или тестикуларна биопсија. Ги спомена вашата колешка хормоните. Хормонскиот статус може да влие, да речеме, нарушени машки и женски хормони, бидејќи и мажите имаат некои женски хормони во организмот. Сега обично ние кога работиме, значи кај ваква проблематика, обично ги испитуваме сите хормони кај мажите. Меѓутоа битни ни се два, тоа се гонотропните хормони, така наречени ФСХ и ЛХ, нивната вредност ни е битна. Тоа се хормони, значи, кои што исто така потекнуваат од хипофизата, има хипофиза, хипоталамус, таму, значи, поврзаност и така натаму. И обично, кога доаѓа наод за азоспермија, сега нас ни е битно дали азоспермијата е од обструктивна или необструктивна природа, значи дали тестисот формира, а не може да излезе сперматозоидот, или воопшто не може да се формира.
кај овие пациенти нивото на ФСХ и на ЛХ е нормално. Значи тоа има нормално, што укажува дека се создаваат сперматозоиди, меѓутоа тие не може да излезат, тоа е најчесто обструктивна. А има одредени ситуации кај што ФСХ се покачени, а исто така наодот азоспермија. Значи тоа тие може да бидат или природни, или вродени или стекната проблематика во генетските, во вродените ги рековме, тоа се Клинефелтеровиот, понатаму има анорхија, деца кои што се раѓаат без тестиси, значи тоа се тие случаи и ипсилон микроделецијата, присуството и таа исто така во тие вродени малформации, а во стечените на пример кај што имаме покачено ниво на ФСХ и ЛХ, тоа се промени на тестисите као торзија на тестис, тумор на тестис, отстране тестис, повреда на пример по отстране тестис и слично. Тоа се тие, а нивото на ФСХ на овие гонотропни хормони ЛХ може да биде ниско ако примарно има процес некаде во хипоталамус, хипофиза, значи дали е тоа тумор, дали се тоа пациенти подвргнати на зрачна терапија, значи исто така ради тумор на мозокот. Значи има одредени, значи таму е проблемот. Понатаму користењето на анаболните стероиди исто така делуваат на тоа ниво. Да. Така што тоа е тоа ниво кај што тие делуваат. Многу фактори влијаат. Да. Споменавте дека може да има некаква обструкција, односно сперматозоидите да не може да излезат од тестисите. Обично каде е проблемот? Обично проблемот е значи во тоа каналче што го спомнав преска, дуктус деференс се вика. А тогаш каде се сфрлат сперматозоидите? Ништо, тие си се формираат. Некој друго место во бешика да речеме? Ретроградно нешто тако? Не. Тие си се формираат, значи тоа нивото на да. Тие се формираат, си стојат таму и сега тоа едино се докажува со биопсија, пункција на тестиси. Значи морате да направите пункција. Мора да се направи и тогаш веќе докажуваме, дали ако има сперматозоиди, во тој случај значи колегите на инвитро ги замрзнуваат, значи тие се прави криопрезервација. Тоа е процес. А ако нема веќе, значи дефинитивно нема и тоа е веќе крајна ситуација, значи кај што не може да се помогне, Што се прави кога нема, кое е решението? Со донирање? Само со донирање, кога нема, тоа е тоа, да. Но исто така може да се јави проблем со плодноста кај мажите доколку има проблем со еден крвен сад во тестисите. За што станува збор во овој случај? Да, обично во тој случај, значи азоспермија тешко настанува, значи тогаш или се работи застено зооспермија, тератозоспи и така натаму, значи намален број на спермата. Да, тоа е варикокела или варикоцела. Тоа е проширена тестикуларна вена или една или повеќе и проблемот е повеќе околу 90% на левиот тестис, затоа што е таква анатомската градба на таа вена. На десна страна е околу 5% и обострано, може и обострани варикокели да има, тоа е исто околу 5%, многу ретко. Се забележува тоа лесно, можат пациентите, мажите, односно сами да забележат дека имаат проблем? Има таму неколку степени, значи на варикоцел од прв до четврт степен и обично првиот степен тешко се забележува, значи се забележуваат како ситни мали топчиња позади левиот тестис, што и преку кожата се гледаат. И тоа повеќе при подолго стоење, значи на пациентот, движење и така натаму, ако се погледне, значи ќе примети нешто такво. Кога лежат на пример или сабајле кога стануваат од спиење, не се приметува промената. И понатаму со испитувања. Познате механизмот на кој начин всушност ја предизвикуваат стерилитет кај мажот или не се знае? Обично температурата се претпоставува, повторно температурата, да, дека ја зголемува, дека венската крв нели заостанува, тука ја зголемува температурата, дали за степен 2 сега и така натаму, и дека тоа е една од причините и постои операција за тоа. Тоа мора оперативно да се реши. Едино оперативно се решава и сега дали ќе помогне во целиот проблем, ако е само тоа причина кој е, тогаш нормално ќе се подобри спермограм. Меѓутоа, ако има и други некои фактори кои што влијаат за неплодност, во тој случај ќе остане исти. Нема да дојде до подобрување. А кога правите спермограм, дали испитувате присуство на бактерии? Може ли тоа да се открие, да речеме, дали мажот има хламидија? Дали има бактерии или патогени микроорганизми се открива со спермокултура. Тоа е микробиолошка анализа со која што се
проверува присуството на патогените микроорганизми. Исто така се одредува сензитивноста на антибиотици, врз основа на кој подоцна се препишува соодветна терапија, доколку има некоја бактерија. Правите ова спермокултурата секогаш ја правите? Па не секогаш, најчесто кога пациентите се во процес за вонтелесно оплодување или доколку имаат некој проблем во однос на вредностите, доколку отстапуваат, доколку има помал број на сперматозоиди или отсуство на сперматозоиди, првичните испитувања се микробиолошки, како што кажав, хормонски и генетски. Но, докторе, можат ли бактериите да доведат до намален број на сперматозоиди во ејакулатот, да речеме хламидија? Па добро, може, да. Тоа е еден исто така од факторите, хламидијата или гонококните инфекции исто така, од најсерија гонореја бактеријата и хламидиите може би донеле, затоа што тие доведуваат до стеснување на овие герминативните каналчиња. Така да некој процент да може, тоа е доколку се почести овие инфекции. Ако поретко се јавуваат, во тој случај е поретко, инаку тие ги испитуваме или преку земање на уретрални брисови или преку спермокултура. Значи тоа се тие два начини кои што ги испитуваме, така да придонесуваат во 1% да кажеме да дојде до пореметување на спермограмот. Терапијата претпоставувам антибиотик? Терапијата е антибиотик, да. И ке партнерката? Па сега партнерката и кај не да се прават поединечно брисеви, се зимаат вагинални брисеви, така да некогаш ги покриваме и партнерките, некогаш не, зависи од случај до случај. Доколку треба да се направи инвитро оплодување, како ги бирате најдобрите сперматозоиди? Така, доколку пациентите се во процес на инвитро оплодување, постојат две методи. Првата е IVF или конвенционална метода, каде што сперматозоидите и јајцеклетките ги ставаме заеднички во еден стаклен сад и самите сперматозоиди навлегуваат во јајцеклетките и ги оплодуваат. Овој процес е еден вид имитација на природното оплодување, каде што најдобрите, најактивните и морфолошки нормални сперматозоиди го извршуваат оплодувањето. И ова метода ја користиме кога имаме примерок со оптимални вредности или вредности кои што се во граници на нормалните референтни вредности. Другата метода е ICSI методата. Тоа е метода за тешка машка неплодност, кога бројот на сперматозоидите е намален, кога имаме бројот на подвижни сперматозоиди е мал, има мал број на морфолошки нормални сперматозоиди или кога имаме примерок од тестикуларно ткиво. Тогаш ние ембриолозите селектираме најдобри сперматозоиди од примерокот и ги инјектираме директно во јајцеклетките, во цитоплазмата на јајцеклетките. Како ги селектирате? Гледате кои се најдобри или тие сами се издвојуваат на некаков начин? Не, ние самите ги селектираме на специјални микроманипулатори. Пред се сперматозоидот треба да биде подвижен, морфолошки да е добар и на тој начин ги од самиот примерок ги селектираме најдобрите сперматозоиди. И потоа ги внесувате директно во јајце, директно во цитоплазмата на јајцеклетката и успешно изведуваме оплодување. Докторе, се повеќе млади мажи се соочуваат со тумори на тестисите, дури од малигна природа. Па им се советува операција, хемотерапија. Еве најнапред да објасните како изгледа оваа промена, како може да ја забележат мажите. Па добро, карактеристично за туморите на тестис сепак се тие поврзани за помладата машка популација. Значи тие се најчести некаде до 30-35 година од животот. Кај повозрасни пациенти и не се ни јавува, многу ретко тумор на тестис. И обично самите пациенти приметуваат некаква промена на тестисот, дали при бањање, дали при допир и слично, или може некогаш и од самата партнерка да им биде воочено дека има некаква промена на тестисот. Обично како изгледа? Или е целосно потврд, или има некој чворче на тестисот, значи болка може и да нема, значи или евентуална некоја тапа болка како осетна тежина. И а силна болка да примети на тој начин не се јавува. Тоа се повеќе за воспаление на тестисите. Болката е карактеристична. Така што веднаш кога ќе се примети, ние советуваме на сите машки, на машката популација, се јави веднаш на лекар,
за да се направат основни испитувања, тоа е значи пак преглед од страна на уролог, ехо се прави, ехо доплер на тестиси и се испитуваат во крвта туморски маркери и на тој начин таа дијагноза се поставува. Обично им советуваме на пациентите да се направи криопрезервација, значи да се остави сперма пред операцијата или пред да започне со третман на хемотерапија или зрачна терапија, што би следела после операцијата, значи. И тоа е период од 1 месец, кога веќе, ако треба да почне со некаква терапија, така да има време пациентот и да остави примерок на сперма. Кој би се замрзнал? Кој би се замрзнал, да. И тоа е тоа, затоа што после тоа не се знае како ќе делува хемотерапијата или зрачната терапија, например, на самата сперматогенеза и така да ова го советувам и си има пациенти кои што си оставаат сперма, криопрезервација. Особено доколку не се реализирани како родители, тоа се млади мажи споменавте. Обично, ако немаат потомство, скоро сите оставаат, а оние што имаат, тоа е по желба веќе, дали ќе остават или не. Значи, како што може се замрзне јајцеклетки, исто така се замрзнува и спермата, примерокот од сперма. Колку време може да стои замрзнат? Како што кажа докторот, најчесто замрзнуваат пациенти кои што имаат медицинска индикација, доколку треба да им се отстранат тестисите, доколку треба да поминат низ хемо или зрачна терапија. Исто така, примерок од тестикуларно ткиво замрзнуваат пациенти по направената тестикуларна биопсија, секако дека тој примерок не е со нормални вредности на сперматозоидите, но како што кажав, ние ембриолозите ги користиме тие примероци доколку пациентот е во процес на вонтелесно оплодување и успешно изведуваме оплодување. Примерокот може да се чува бесконечно, односно се додека не се искористи или се додека пациентите не се одлучат дека не сакаат повеќе, не се изјаснат дека не сакаат повеќе да се чува тој материјал. Подпишуваат изјави за замрзнување на сперматозоидите, тие се запознаени колку и каков примерок им е замрзнат и како што кажав се чува во специјални услови на минус 196 степени, бесконечно или се додека не се искористи. Кога ќе се одмрзне, не се губи подвижноста на сперматозоидите? Се губи дел од подвижноста и концентрацијата на сперматозоидите. Ние правиме проценка, нели, пред да го замрзнеме материјалот, дали и подмрзнувањето ќе имаме добар примерок. Советувате ли на мажите после 30-та година, кои што не се реализирани во родителството, да замрзнат примерок од сперма, како што им се советува понекогаш и на жените, бидејќи видовме бројни фактори влијаат врз квалитетот на спермата? Генерално гледано, статистиките говорат дека секој 6 пар или 15% се соочува со нефертилитет. Во поново време се повеќе се посочуваат кон машкиот фактор, машката неплодност, и тоа кај поголем дел од случаите главната причина е намален број на сперматозоидите или отсуство на сперматозоидите. Затоа и наша препорака е да и од гледано од секојдневната пракса, мажите кои се движат кон 30-та година од животот, а немаат остварено потомство, да замрзнат материјал, затоа што колку порано и превентивно действуваат, толку подобро. Бидејќи кажавме дека многу надворешни фактори влијаат за намален број на сперматозоидите, отсуство на сперматозоидите, а ние самите како единки не можеме да ги контролираме сите тие влијанија. Имаме многу малку време до крајот на денешната емисија, но сепак во овој дел ќе ги отвориме телефонските линии, доколку сакат гледачите да се вклучат со нивни прашања на темата на која што говориме. Докторе, доколку кај пациентот во ејакулатот се забележи крв, дали е тоа проблем и дали тоа влијае на квалитетот на сперматозоидите? Добро, таа појава, значи се нарекува хематоспермија стручно. Крвта која што ќе се појави во спермата нормално делува аларматно кај секој која ќе го примети, која ќе го види сето тоа, меѓутоа во принцип не е некоја страшна промена. Таа настанува обично, сека и помладата популација збориме, као еден вид на конгестија, као еден вид на пукање на капилари, значи или во предел на семиналните везикули или во простатата. И таа е причина која што доведува до појавата на оваа крв, или може да биде целата сперма обоена, да биде розеникава, значи крвава, или може да има како парченца згрушена крв, ситни коагулумчиња, или тоа да биде како нишки, како тенки
кончиња да биде внатре во спермата. Обично не е страшно, даваме некаква терапија, значи треба нормално лабораториски да се направи на спермокултура да се види некоја бактерија да не е причина. Обично кај мажите кои што се да кажеме над 4-та деценија, ако тоа се појави, треба и туморски маркер еден за простата да се испита, тоа е ПСА. И доколку тие се во ред, значи се спроведува оваа терапија, антибиотик се дава, понатаму може витаминска терапија се дава, витамин С се дава и така натаму. И обично тоа се среди после неколку пати, значи пациентот веќе се прочистува спермата на некој начин, така да во принцип не е страшна појавата на крв. Имаме двајца гледачи кои што очекуваат да постават прашање во денешната емисија. Ќе ги замолам што пократки да бидат и што поконцизни прашањата во интерес на времето. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во програма сте, повелете. Ве молам да упрашам докторот. Повелете. На левиот тестис имам многу бобулици на него. Како тврди. Како тврди. Да немате некој прашање, Така. докторе? Каде се точно? Се дали се на кожата или Дали се се на на тестис? кожата или на тестисот? Има многу бобулици на него. Каде? На кожата, на скротумот, на кожата или пак кога ќе го На напипата тестисот? Аха, значи на тестисот. Не. Од надвор кој ќе. Од надвор, добро. Ви благодарам за вклучувањето На во тестисот програма. е, на Така, ве разбравме, во ред. Повелете, докторе, што би Добро, ако се можело да тоа биде? промени, значи на кожата на тестисот, се евентуално може да се јави на дерматовенеролог да се види, значи дали се тоа некакви фурункули, некакви атеромчиња, мали или помчиња и слично. А доколку се внатре, значи на самиот тестис, треба евентуално да се направи ехо-доплер на тестис за да се види промената. Така да најдобро е да се јави неуролог и да се направат овие 2-3 исследувања кои што се потребни. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ве молам, ме интерес... Така Добар ве ден. слушаме, повелете. Ме интересира во случај на нормална плодност кај мажот, доколку има... Ало, ме слушате? Да, ве слушаме. Во случај на нормална плодност кај мажот, споменавте? Доколку има во семејството генетски болести, дали може со преглед на сперматозоидите да се изолираат здравите од болните? Благодарам. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, кога има генетски болести во семејството, што се презема, може да се утврди кои се носители на негативни гени? Може да, како што кажавме, доколку сите претходни причини се изостават, односно се увиди дека проблемот е генетски, се прават генетски анализи, со тоа што постојат многу испитувања и анализи кои што треба да се направат за да ние дојдеме до моментот за да можеме да одредиме кои од сперматозоидите се нормални и здрави на некој начин. Претпоставам дека претходно треба пациентот некакви генетски анализи да Така направи е. на што е носител, што не. Кариотип, останати генетски анализи за да увидиме дали може да има наследно генетско. Така. А што е со оние мажи кои што ќе се утврди дека немаат сперматозоиди во ејакулатот? Што препорачувате кај нив? Значи, ако немаат во ејакулатот, тоа е така наречена азооспермија и во тој случај се оди на биопсија на тестиси, на микротесе, значи кај што се земаат парчиња од самиот тестис. Тоа е значи мала хируршка интервенција и во тој случај тој материјал значи го праќаме на одделот на инвитро и таму веќе се утврдува дали има или нема сперматозоиди. Инаку во ејакулатот они немаат. И лабораториски испитувања, овие хормонални ги правиме све, меѓутоа ако ејакулатот нема, значи во тој случај се прави оваа биопсија на тестис. И на тој начин се утврдува дали е можно да се направи криопрезервација или кај тој поединец веќе нема сперматозоиди, значи ни самиот тестис не произведува или тие созреваат до одреден степен, има неколку фази таму сперматоцити, сперматогони и така натаму, до здрав сперматозоид, нормален. Ако не доаѓа до процесот на нормален, во тој случај не може да настане оплодување на јајцеклетката.
и тој брак е веќе стерилен. Се препорачува понекогаш од донор да се земе сперма? Па да кажеме дека тоа е алтернативна метода. Благодарение на долгогодишната соработка со реномирана светска банка за донирани сперматозиди, нашиот IVF центар има долгогодишно искуство, како што кажав, во кој успешно изведуваме оплодување со донирани сперматозиди. Доколку пациентите се одлучат, ги прифаќа стручно и одговорно лице кое внимателно и разбирливо им објаснува процедурата, се со цел тие полесно да се вклучат во процесот и да немаат потешкоти при изборот на донор. Сето тоа е законски регулирано и пациентите не го започнуваат процесот се додека не добијат согласност или потврда од Министерството за здравство. Се одлучуваат на таков чекор? Да, се одлучуваат. Има многу пациенти кои што се одлучуваат. Можам да кажам дека нашиот центар е лидер во регионот за оплодување со донирани сперматозиди. Докторе, мажите имаат си уште проблем да зборуваат за својата неплодност кој ќе отидат на лекар или се охрабруваат веќе, тоа е променето? Па и тоа зависи кој како, сепак свеста е нешто подигната сега, така што навистина они си бараат да го решат проблемот во последните години. Тие веќе во однос на женскиот партнер се направени обично сите исследувања, они знаат дека кај нив е веќе проблемот и друг избор нема, така да доаѓаат и се прават исследувања, испитувања и така натаму. Мислам дека е подигната свеста. Многу ретко има некои мажи кои што кога ќе им се соопшти сето тоа веќе, значи одлучно викаат дека неќат понатамошни испитувања и така натаму. И меѓутоа е многу мал бројот на тие пациенти или кои што неќат со донор, значи оплодување и така натаму. Така да многу ретко тоа се случува. Уште еден гледач ке вклучиме пред крајот на денешната емисија. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, се работи за машка неплодност, сега не знам дали е неплодност. Така? Добар ден. Ве слушаме во програма сте, ве слушнавме, само не го следете разговорот преку телевизорот, туку слушајте не преку слушалката. Значи се сомневате дека се работи за машка неплодност, споменавте? Да, сперматозоидите се во количина доволно, во бројност доволно, намалена е мрзливи сперматозоиди. Се работи за кај девојчето е се испитано сите генетски, ама имаше еден мртов плод на 12-та недела, направени инсеминации 2 и неуспешни. Сега, на што би требало сперматограмите се секогаш добри. Освен што се сперматозоидите мрзеливи, како што споменавте, така, намалена подвижност. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Да, како што кажавме претходно, нели, таа диагноза е астенозооспермија, односно кога имаме намалена подвижност на сперматозоидите и тогаш проблемот, како што кажав, за зачнување и забременување во природен пат постои. Тогаш треба да се јават кај специјалист кој што ќе ги воведе во процесот на вонтелесно оплодување, каде што ние преку икси методата, како што кажав, метода за тешка машка неплодност, метода каде што сперматозоидите се во помала концентрација, подвижноста на сперматозоидите е намалена, како што е во случајов, тие самите не може да стигнат до јајцеклетката и да ја оплодат. Ние ги селектираме и директно ги вбризгуваме во цитоплазмата на јајцеклетката. А кога се прави инсеминација? Кога се е во ред со подвижноста на сперматозоидите, со нивната концентрација? Така е, да, инсеминација се прави кога имаме нормален наод или нормозооспермија, или доколку вредностите на параметрите отстапуваат од нормалните, но не многу, да кажам, не е премногу ниска вредноста на параметрите, концентрацијата, подвижноста и така натаму. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување, за исцрпните појаснувања кои што ги дадовте, поврзани со машката неплодност, намалениот број на сперматозоидите, начинот на кој што се толкува спермограмот, влијанието на надворешните, па и внатрешните фактори врз овој проблем. Се надевам дека ќе се видиме повторно во студиото на Телма, кога ќе зборуваме за некоја нова тема.
Благодарам. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам и вам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.